Еве не повторно назад, веднаш по рекламниот блок во студиото на Канал Плюс продолжуваме со контактната емисија Контакт Плюс. Повторно да повторам за 499-388-032 во врска со вашите прашања на денешната тема. Ние продолжуваме понатаму со разговорот со нашиот гостин. Докторе, кажете ни што му претходи на стентирањето? Потребни ли се некои посебни подготовки за самиот пациент? Па апсолутно да. Во нашава клиничка болница целото одделение за интерни болести ги ускладивме нормално со по гајденс и протоколи за работа. Секој пациент кој што влегува во сала за ангиографска интервенција или диагностика, пациентот мора да има направено ЕКГ, кој што ќе биде евалуирано од страна на интернистот. Доколку има потреба, интернистот бара ехокардиографски преглед, добива ехокардиографски преглед, така да пациентот има ЕКГ, ехокардиографски преглед, и пред да влезе во сала, дента се прави лабораторија, каде што се проверува крвната слика, еритроцити, хемоглобини, тромбоцитите, кои што не се многу битен фактор за тоа дали пациентот ќе може да издржи тој налив на контраст кој што му го пуштаме не интраартериски. Уреа и креатинин, тоа се распадни продукти кои што ни кажуваат дека бубрезите работат соодветно и како така веќе пациентот со поминати сите неинвазивни диагностички методи е спремен за во сала. Нормално после ЕКГ-то и ехокардиографијата, доколку сите овие две методи се уредни и за пациентот не се најде некој заболување, пациентот се праќа на коронарен стрес тест. Буквално ги исцрпуваме сите неинвазивни методи на диагностика, кои што ќе не доведат до тоа дали пациентот треба да влезе во сала или не треба да влезе во сала. Доколку нели видиме на ехокардиографија дека срцето е проширено, дека клапите не работат како што треба, тој пациент е веќе кандидат за коронарографија. Доколку видиме дека срцето работи соодветно како што треба, валвулите, клапите работат како што треба, тој пациент се праќа на стрес тест на трака, што го народно познато трака. И доколку траката покаже дека срцето добро полни крв за време на физички напор, тој пациент си доаѓа на година дена на контрола за нова ехокардиографија, нов стрес тест и контролна лабораторија. Доколку стрес тестот покаже дека има некоја проблематика во однос на снабдувањето на крв на срцевиот мускул, тој пациент е кандидат за коронарографија и влегол во сала. Кога ќе влезат во сала, пациентите ден-два претходно примаат аспирин и клопидогрел, тоа се лекови кои што вршат разградување на крвта, односно не дозволуваат слепување на тромбоцитите. Пред да влезе во сала, значи пациентот е во интензивна нега од медицинскиот персонал, средно медицинскиот персонал, таму му се става канила во левата рака, му се прави нова ЕКГ, значи му се зема нова лабораторија повторно за да имаме после сала. Се даваат сите овие лекови што ги кажав пред малце повторно моментот пред да влезе во сала, му се дава хепарин, тој антикоагулант кој што ние внатре во самата за време на самата интервенција ставаме жици и катетери што ги викаме, тие се сепак некоагулабилни, меѓутоа ризик за коагулација секогаш на туѓото тело кој што се наоѓа во крвта постои, затоа ние даваме дополнителна антикоагулантна терапија која што се дава во вена и како така пациентот веќе спремен избрича на десната рака под лактицата, кај што фактички го правиме убодниот момент за почеток на коронарографија, као таков диазепам 5 мг за да се опушти, да не биде под стрес пациентот и као таков се внесува во сала, каде што медицинските сестри во сала, значи нормално со насмевка на лицето, со пријатен тон, го опуштаат пациентот дополнително, не се чувствува дека нешто ќе се прави кај него драматично или стресно. Така да, разликата помеѓу хируршките гранки и нашата гранка е тоа што кај хирурзите пациентите се анестезирани, значи се заспани, кај нас пациентите се будни и контактибилни и реагираат на секоја болка која што имаат. А сега, доколку сте почитувани гледачи, ете ексклузивно во Контакт Плюс, да погледнеме всушност како и на кој начин се одвива самото стентирање, снимено овде во клиничката болница во Штип, токму од нашиот гостин, а докторе, вие ќе имате можност да ги коментирате сите оние снимки, значи накратко, режија доколку е спремно, ете веќе оди во етер, значи ете на кој начин само се одвива оваа постапка, дека дали пациентот всушност е буден, дали чувствува болка при самата постапка и како се одвива целата оваа метода? Значи, пристапот на селективната коронарографија или диагностичката коронарографија е преку десната рака, односно некаде на базата на шаката кај што се палпира самата артерија.
каде што се мери пулсот, значи преку таа артерија ние боцкаме некаде околу 2 мм дебелина на шит, го викаме тоа интродюсер, го ставаме и преку него пуштаме жица која што еве на мониторот моментално се гледа една коронографија, ова е пациентка која што околу 50 на години млада жена, како акутен миокарден инфаркт донесена во болницата, имаше една оклузена артерија која што ставивме стент и имаше сега компарација пред и после стентирањето, гледаме дека се доби цела артерија. Значи процедурата почнува преку десната рака. Ние сме значи од десната страна на пациентот, секогаш лекарот стои од десната страна на пациентот, ставаме интродюсер во радијалната артерија. Преку тај интродюсер значи пуштаме гајдинг жица, ја викаме таа која е 0,035 инчи, стигнува преку раката до самата срце, до крвните садови на срцето. По таа жица ставаме катетер некаде околу 1,8 мм внатрешен лумен на катетерот ширина и на тој катетер закачуваме шприц преку кој што пуштаме контрастно средство кое што го прифаќаат рентгензраците, се апсорбираат во него и се обојуваат буквално како цртеж крвните садови. Ово што гледаме значи е срцето во работа со крвните садови како изгледаат за време на давање на контрастно средство во самиот крвен сад. Така да ние со овој катетер долг некаде околу 110 см преку раката влегуваме во аортата и треба да го најдеме дупчето каде што излегува коронарната артерија. Тоа е вака лесно, меѓутоа во пракса е доста сложена постапка каде што треба да бидете максимално прецизни, максимално нежни, а сепак да го постигнете целта да влезете во самиот коронарен крвен сад. Од кога ќе влеземе со тој катетер во крвниот сад, преку катетерот пуштаме на коронарна жица која што е некаде околу 0,014 инчи, таа е уште потенка жица. Ако диаметарот на една артерија околу 3 мм, ова е како една тенко конче во самата артерија жица. По незе го носиме стентот, по таа жица од која ќе ја спуштаме значи преку стенозата на крвниот сад, го носиме стентот и го пласираме прецизно милиметарски да го фатиме значи самото стеснување, да не го оштетуваме другиот дел од крвниот сад кој што е здрав. И со помош на една инфлациона пумпа на која што имаме манометар на кој што се гледа на колку атмосфери го раздувуваме стентот. Ние велеме, значи стентот е метална пружина во која што е ставена на еден балон кој што е издишан, кој ќе опозиционираме стентот на местото на стеснувањето, го одуваме самиот балон што е во стентот и го расшируваат балонот, го расширува стентот и тој се лепи буквално за внатрешните делови на крвниот сад, го расширува делот кој што бил стеснет и добиваме еден прекрасен лумен кој што дава на самиот пациент доток на крв во мускулот на срцето. Овие пациенти мора да бидат на двојна антигрегациона терапија, тоа е аспирин и клопидогрел, кој што мора да ги прима минимум една година во животот, значи од почетокот на интервенцијата. И даваме статини без разлика дали липидниот статус, значи холестеролот, триглицеридите се во рамките на нормалата. Пациентите што добиле стент мора да примаат статини до крајот на животот. Заради тоа што стентот е сепак туѓо тело кое што се наоѓа вградено во нашиот коронарен крвен сад и за да биде заштитен да не дојде до негова тромбоза или негово запушување, мора да приме пациентот таа терапија која што му е препишана, како што му е препишана од соодветниот кардиолог, дали е во Штип, во Скопје, во Белград или било каде апсолутно. Тоа се водиме по европските и светските кардиолошки гајдленси. Значи секоја работа во медицината е evidence-based medicine. Мора да биде по гајдленс и по протокол. Ништо не може да биде нешто затоа што ја така сакам или некој друг така сака. Значи се прават, се трошат брдо пари во светот, во светската фармацевтска и здравствена индустрија се трошат многу пари на тоа да се некои лекови, некои состојби, процедури испитуваат во многу земји, мултицентрични студии и за на крај секоја година некаде октомври-ноември Европското здружение на кардиолози во паралела со Светското здружение на кардиолози носат заеднички ставови према заболувања кои што ние како доктори мораме да ги читаме, да се апдейтираме и да работиме според нив. Така, меѓутоа освен чистење на крвните садови преку раката, исто така, ајде така да се изразам, чистење на крвните садови спроведуваат и преку долните екстремитети. Која е разликата? Дали ова е составен дел од оваа постапка? Значи вака, нашиот центар и апаратот кој што го има во нашиот центар ни нуди можност да работиме сите крвни садови во телото. Почнувајќи од вратните артерии, срцевите артерии, завршувајќи со артериите на нозете.
За жал, се уште не е обрнато доволно внимание во нашава држава на клиника за кардиологија и во кардиолошкиот центар во Охрид веќе работат. Меѓутоа, Источна Македонија ние сме нов центар и мора да обрнеме внимание и на заболувањата на крвните садови на нозете. До сега пациенти завршуваа на операција на нозите, меѓутоа секош треба операцијата да не биде крајниот момент на решавање на една состојба кај пациентот. Како што правиме со стентирањето, ние пробуваме да стентираме и пролонгираме период за операција, нели доколку има потреба, доколку има повеќе заболување на крвните садови, за тој пациент добие квалитетен живот без операција 5, 10, 15 години, па доколку после тоа има потреба да се прави байпас операција. Истото се случува и со нозете. Значи, ние треба да дадеме максимална шанса на интервенцијата, на интервентниот дел од медицината, да пробаме без операција да ги отвориме тие крвни садови. Ние имавме веќе од јануари месец 2016 година почнавме да работиме и отварање на ножни артерии. Стентиравме една бубрежна артерија која што тоа само на клиника за кардиологија и во Охрид го работеа до сега, така да ние успеавме да стентираме и една бубрежна артерија, 10 ножни артерии отворивме, една дури беше кај пациент кој што беше на неколку пати байпас операција на ногата, и байпасите нормално, поготово под коленицата, запушуваат многу почесто, ради тоа што се таму станува збор за потинки крвни садови кои што нема доволно притисок, така да кај еден од пациентите ногата му беше пред ампутација, успеавме да отвориме артерија и да реваскуларизираме и пациентот да избегне ампутација на ногата, што е од големо значење за тие луѓе. Така, ние продолжуваме понатаму, веќе го имаме првиот гледач за денес на линија. Добар ден или добро вечер, повелете. Добро вечер, најпрво сакам да ви ја поздравам емисијата и да го поздравам гостинот и водителката. Прекрасна ви е емисијата и сакам да имам две прашања, имам за докторот. Повелете. Првото прашање ми е, значи, јас сум правена со стент и сега пред година и 4 месеца и до кога треба да ги пием апчињата Синетра. А второто прашање ми е дали како мене такви болни, нели, треба да бидат повеќе за сохраната сити или повеќе гладни? Во ред, ви благодарам многу за јавувањето и за прашањата. Одговорот ќе го добиете од нашиот гостин. Повелете, докторе. Да. Значи, вака сега, пациентката обично, ние препораките наши се после стентирањето, наредните 9 месеца до 12 месеца, зависно од тоа каков стент е ставен, дали е обичен bare metal стент или е drug-eluting стент со лек. Меѓутоа, до 12 месеци по гајданси се практикува да се пие клопидогрелот како лек, Синетрата, што го кажа сега пациентката. Тоа е до 12 месеци. После 12 месеци гајдансите велат треба да се прекине, нема потреба од тој лек. Моите препораки се, доколку финансиски за пациентот тоа не е трошок или не е проблем да продолжи тука, нема лошо во тоа, меѓутоа гајдансите велат до 12 месеци од стентирањето да се пие тој лек. Така. Второто прашање беше што е со дали да бидат сити или гладни? Генерално за сите пациенти, без разлика дали се стентирани или не се стентирани, секош ние треба да се држиме до тоа да бидеме повеќе гладни. Секоја прејадување, секоја опција на внесување на храна повеќе од колку што можеме да потрошиме, веќе влегуваме во обезност или дебелење. За да го избегнеме тој чекор, значи ние мораме да редуцираме храната. Ние сепак сме македонци, живееме на ова поднебе кој што живееме, ние не можеме да бидеме французи да се храниме кој што се хранат французите. Меѓутоа ние можеме од оброкот што го ние конзумираме генерално како македонци да го намалиме на пола. И ќе бидеме сити. Заради тоа што во Македонија останато од баби и прабаби да се најде да не биде гладен, меѓутоа тоа е апсолутно погрешна стратегија. Никој не умрел од глад, многу луѓе умрел од прејадување. Токму тоа и сакав наредно да ве прашам, се разликува ли животот на пациентите со стент од останатите луѓе или граѓаните? Дали треба да постои некој посебен начин или режим на исхрана, начин на живот, стил на живот на оние пациенти кои што се со стентови? Јас би се радувал ако е различен животот на пациентите со стент и оние без стент, заради тоа што препораките кои што ги даваме ние после стентирање се доста драстични во однос на режимот на исхрана, на биоритмот на доживење. Заради тоа што сите ние во еден дел од својот живот се затекнуваме за тоа дека немаме време за движење, немаме време за спортување.
И сите ние се стекнуваме до тоа, па не можам да јадам цел ден, па ќе се најадам вечерта или обилен ручек. Тоа се само изговори за нашиот нездрав начин на живење и на пракса која што ја практикуваме со долги години наназад. Читавме, има секаде студии кај што велат исхраната треба да биде според професијата. Според она дали нашата професија е седење во фотелија или во канцеларија или нашата професија е физичка работа од наутро. Така да според тој треба така да ги делиме калориите. Ако ние имаме физичка активност преку ден наутро, значи тешка физичка работа, во тој случај многу не е битен доручекот да биде висококалоричен и ручекот да биде лесно калоричен или да биде обилен. Обилен подразбирам, значи мало парче на лепче со протеинска јаглехидратна комбинација и обавезно салата. Доколку се бавиме со професија која што бара седење или умствена работа кај што немаме ние физичка активност, во тој случај доручекот не е битен. Ради тоа што ние ако доручкуваме, а седиме, тогаш ние таа храна што сме ја внеле во нашиот организам се трансформира во маси и тие се таложат. Така да кај оваа група на луѓе кои што имаат, да речеме, умствена работа, кај што немаат физички активности во утринските или доручек време, се препорачува вода, да се внесува до 2 литри вода до ручекот, да се внесува 1 до 2 јаболка и ручекот да биде лесен, ручек без јаглехидрати, односно без леп. Во нашиот менталитет, па гледам и српскиот и хрватскиот, предпоставам, лебот е главното јадење. Не, напротив, лебот треба да биде многу малку и не треба ни да постои како бел леб што си го ние љубиме да го конзумираме во нашава држава. Значи, доволно е парче месо со варен зеленчук и ние сме ги задоволи веќе дневните потреби за шекери, масти и протеини. И обавезно свежа салата, барем во Македонија имаме во изобилие, во секој оброк мора да иде да претходи свежата салата, па со ручекот да оди повторно свежа салата. Така, тоа се основните препораки за срце во болните. Доколку можеме да ја поделиме храната на 5 пати во денот, да ја поделиме храната на 5 пати, него ли да јадеме еднашка како за 5 пати. Така. Тоа е мој совет до сите. Така, ние продолжуваме понатаму, веќе имаме нареден гледач. Велам добро вечер, за кого? Повелете, ве слушаме. Добро вечер. Повелете, во програма сте. Само ќе ве молам на вашата телефонска слушалка да слушате, намалете го звукот на вашиот ТВ приемник и повелете. Сакам да го прашам докторот, зошто доаѓа до корекција, до операција на валвула на срце и што е тоа? Во ред? Кои се причините и малку поопширно да се објасни околу сето тоа. Во ред, ви благодарам многу за јавувањето и за вашето прашање. Значи, вака сега, валвуларните заболувања на срцето, нашето срце има аортна, митрална, трикоспидна валвула, пулмонална валвула. Најчести заболувања се наоѓаат на аортната валвула и на митралната валвула. Причина за заболување на овие валвули може да бидат инфаркт на срце, може да биде, значи, атеросклерозска заболување на крвните садови кои што се пренесува и атеросклерозски на самиот ѕид, внатрешен ЗИД на срцевиот мускул, различни воспалени на срцевиот мускул, значи како што се ендокардити, миокардити, предизвикуваат оштетување на самите валвули. Самите валвули се како мембрани врзани со жици, односно со лигаменти кои што се прилепени за срцевиот мускул. Барем така да го доловиме до самите пациенти, буквално како падобранче кој што ја собира крвта и не дозволува да се враќа назад. И сега рачунете, тоа е тенок мембранозен дел кој што може многу лесно да се скине, да пукне при тешка физичка работа, при високи крвни притисоци, при заболување, инфекции на срцето, инфаркти рековме, и најчестата причина за заболување се тие ревматските заболувања кои што ги поминуваме на нога. Тука имаме стрептококни бактерии кои што како инфекција на зап, расипан зап од стрептококна инфекција може да се спушти заболувањето на клапите на срцето и да направи едно тешко воспаление, ендокардит кој што многу често завршува и со смрт. Доколку не заврши со смрт, може да помине и на нога кај некои пациенти, па после 2-3 години да се видат, значи, закречување буквално на функцијата на самата таа клапа. Што се прави, значи, во медицината, ние пациентите доаѓаат со замор, со вртоглавици, со губење на свест,
буквално не може ниту да седи, ниту да лежи, а па не да зборуваме да се движи. И таквите пациенти после ехокардиографски преглед веќе станува јасна ситуацијата зошто е тој замор. Ја гледаме точно болест на крв на самата клапа и како таква значи ние ја препорачуваме за дали ќе биде тоа реконструкција на валвулата да се исчисти, да се подврзе или пак ќе се замени со биолошка или па механичка протеза која што во Скопје на кардиохирушките институции, значи во државната, во приватните институции, значи се врши репласман или реконструкција на истата валвула. Така да тоа е од круцијално значење за да може да функционира еден срцев мускул. Срцето е мускул кој што торзионо се стега и испумпува крвта, меѓутоа ако ги немаме тие клапи, кој ќе стисне срцето и кој ќе реши да се полни, да се враќа крвта назад, значи целиот тој систем на пумпа паѓа во вода и тоа е тешка општа здравствена состојба за пациентите. Така, докторе, можете ли да издвоите некоја возрастна структура? Постои ли возрастна граница на срцево-болните пациенти? И дали можеби постои поместување на возрастната структура последните неколку години? Кога бевме студенти и во нашите книги професор Стефанович, интерна медицина книгата, пишуваше дека инфарктот настанува кај пациенти од 50 години па нагоре. Тоа беше 2002-2003 година. Учев. Меѓутоа во нашата пракса, конкретно во нашава болница, најмладиот инфаркт е некаде околу 27 годишна возраст. На клиника за кардиологија мислам дека таму дури 24 годишна возраст момче младо со акутен инфаркт на срце. Така да веќе тие граници возрастни веќе се тргаат на страна и коморбидитетите, како што се гојазноста, шеќерната болест, стресот, пушењето на цигари, генетиката, сите тие фактори се земаат во предвид за да се калкулира ризикот за кардиоваскуларни заболувања. Така да не можеме да кажеме денеска дека е млад човек па да го тргнеме на страна дека тој нема да добие инфаркт, кога праксата покажува сосема наспротивно, дека дури и младите не се заштитени од инфаркт. Што се придонесува токму за младите да бидат на некој начин срцево-болни? Па мојот дедо имаше една поговорка и ја користи се уште, вели додека сме млади го трошиме здравјето за да заработиме. А кога ќе остариме ги трошиме парите да си го вратиме здравјето. Така е. Веројатно 21 век и сите промени кои што ги носи 21 век придонесуваат да ние сите живееме екстремно динамичен, екстремно стресен, екстремно тежок живот. Така да ако направиме една паралела помеѓу нашите дедовци и прадедовци и нашата генерација и помладите од нас, ќе видиме дека ние старееме побрзо отколку што треба да старееме. Значи ние за наши 35 години сме остарени сигурно за 45. 10 години дополнително од она што би требало да бидеме. Во медицината секогаш постои биолошка и хронолошка старост. Хронолошка старост е колку години поминале и сме остареле од моментот на раѓање пресметано по математика, а биолошка старост е колку е остане организмот за тие 35 години, конкретно за мојот случај. Значи, така да самата динамика предизвикува предвремено старење. А со старењето предвремено, значи се трошат еластичноста на крвните садови, се троши еластичноста на мускулот, се троши еластичноста на коските. Буквално се носиме себе си во една надолна линија. Така, колку е опремен одделот за стентирање, односно за коронарографија во клиничката болница во Штип, бидејќи веќе е удрен камен темелникот на новиот клинички центар овде во Штип, и што конкретно ќе значи изградбата на овој нов клинички центар за граѓаните од Штип па и од Истокот? Значи, проектот на новата клиничка болница кој што пред некој време се удрија темелите, се надевам дека ќе биде во брзо време изградена. Така. Тоа е во добивка ќе бидеме сите, ќе биде еден магнат на здравствена институција, поготово државна здравствена институција со капацитет да може буквално цела Источна Македонија без никаков проблем да го обслужи здравствено и пошироко. Значи нема да зборуваме за згрижување на пациенти, него ќе зборуваме за медицински туризам, тоа што се бара од секоја здравствена институција. Така да со таа нова болница ќе бидеме можда и лидери во Македонија. Се надевам и по материјали и по професионализам и по услуги кои што ќе ги нудим. Во моментов ангиографската единица ги има сите потребни материјали за работа и ние секојдневно обслужуваме пациенти од цела Источна Македонија што доаѓаат со акутни инфаркти. Успеваме заедно со ехокардиографијата, заедно со рентген диагностиката, каде што
Имаме доста добри радиолози во нашава болница и работат современи диагностички методи на компјутерот и на магнетот кој што ни се на располагање во болницата. Како еден комплементарен тим успеваме да им пружиме здравствена заштита и превенција на целокупното население на највисоки стандарди европски зборувам. Така да нормално секојаш може да биде многу подобро тоа што е. Секојаш може да се донесат и чекаме веќе треба да се донесе нов ехо апарат во Штипската болница, се надевам дека ќе биде во брзо време, кој што ќе ги подигне уште повеќе стандардите за кардиоваскуларната диагностика. Така. Ние овде ќе завршиме со нашата контактна емисија. Докторе, бидејќи толку ни дозволувајте времето, ви благодарам многу за вашето издвоено време за гостувањето во Контакт Плюс. Ви посакувам уште многу успеси во работата и се надевам што можно помалку пациенти. Ви благодарам на поканата. Се надевам дека вакви контактни емисии ќе бидат почести за да можеме ние како лекари да се намалиме работата во наводници, да им предочиме на цивилите, на пациентите, да не ги именуваме како пациенти, значи на цивилното население, да им предочиме сето оно што може да следува и што може да се превенира. Во медицината главната парола е да се превенира. Лекувањето веќе сме закаснели сите. Така да со контактните емисии мислам дека ќе допреме до народот и да им образложиме како да се хранат, како да живеат, кои симптоми, кога навремено да ги алармира докторите. Така, ви благодарам уште еднаш. Почитувани гледачи, ова беше уште една контактна емисија. Овде завршува уште едно издание на контактната емисија. Слушнавме многу препораки, совети за тоа како да го живееме всушност нашиот живот. Ви останете и понатаму на оваа фреквенција. Ние се гледаме повторно во 20 часот, термин за вториот дневник на Канал Плюс, а наредното издание на Контакт Плюс е веќе во среда во 17 часот и 15 минути. Останете со нас и секое добро.